Разговорот кој следува во продолжение со Емилија Терзиевска, координаторка за женска одбојка. Добро утро. Добро утро. Ако не се лажам, се јавувате во Берово, каде сте заедно со девојките со кои што треба да се состави новата македонска младинска репрезентација во женска одбојка. Како поминувате, до кога сте таму? Па, одлично поминуваме, благодарам. Празниците ги искористивме овде за тренинг и за работа со девојките. На 3 дојдовме во Берово, се враќаме на 15. Се работи многу напорно. Во моментов се тука 18 девојки кои што се спремаат за јуниорска репрезентација на Македонија за настап на Европско првенство во 2022 година, што ќе се игра во Скопје. Доста е напорно, мислам имаме секој ден спаринг надпревари, пријателски надпревари, тренинзи, значи негде околу 6-7 сати сме во сала и тоа е единственото, мислам, вака не успеавме ништо да видиме од убавините на Берово, меѓутоа тоа е тоа, напорно се работи. И каква е вашата оценка? Ќе имаме ли реални шанси на предстојното првенство следната година? Па со оглед на тоа дека нели ова е после подолго време еден прв собир на ваква женска репрезентација каде што се работи максимално професионално и ангажирано. Се надевам дека се тоа ќе вроди со плоти, ќе достојно ќе представиме нашата земја на ова европско првенство. Вие сте дел од тимот која создава новата репрезентација во одбојка, но сепак да прецизираме колку години сме без женска репрезентација? Па повеќе од 10. Повеќе од 10. Сепак е долго време, а кои се причините за ваквата пауза? Па не знам, искрено да ви кажам, веројатно малце повеќе акцентот беше ставен на машката одбојка кај нас, затоа што навистина постигнуваат извонредни врвни резултати во моментов. Еве и од денеска почнуваат и квалификационите турнири во Скопје, каде што нашата машка репрезентација е учесник и има големи шанси повторно да се пласира на европско првенство. Малце бевме ние женската одбојка како во сенка, но еве дојда и нашите времења, значи има многу девојчиња кои што се бават со одбојка, многу таленти и навистина е жално да не се искористи сето тоа во моментот, бидејќи сметам дека во нашава земја во моментов еден од спортовите кои што има највеќе членови женски е токму одбојката. Вие сте дел и од стручниот штаб кој треба да ја создаде новата репрезентација, но ако направите споредба помеѓу она што се случува во регионот, дел од државите, од соседните држави, нивните младински репрезентации вратија медали, на што се должи толкава разлика? Ние немаме репрезентација, тие дури освојуваат. Дали се сепак финансиите најголем проблем за ваквата состојба? Па веројатно има улога и финансиската состојба во нашата земја, но сметам и дека, например, многу ретко се пријавуваме, што пак е поврзано со финансиите, многу ретко се пријавуваме на некои купови кои што се вон нашата земја, многу ретко одиме на некои надпреварувања. Не знам, до некоја категорија, например, до 14, 16, 18 години, може би и можеме да се носиме со останатите репрезентации, но тука натака треба многу повеќе, многу поголема професионалност, ангажираност и работа, а нормално и финансии. Но патот го одиме полека, значи почнуваме, јас се надевам да создаваме една нова историја во македонската женска одбојка. Се работи макотрпно, се е тешко, се е ново за многу од нашиве деца, но тоа е единствениот пат, значи работа и само работа. Разменуваме тренери, стручни анализи, искуства со земјите од регионот. Каков е вашиот став, ќе вроди ли ова со плод? Па јас искрено се надевам затоа што за прв пат на женска репрезентација во било која категорија кај нас е ангажиран тренер од Србија, што многу говори, мислам, каде е српската одбојка женска во однос на нашата. И навистина воспостави некои многу нови работи, ред и дисциплина, значи каде што нема буквално излегување од трасата која што е зацртана без разлика на се.
и сметам дека полека сите го учат тој начин, дека само тој начин е на тој начин е патот кон успехот. И се надевам дека да, ќе успееме во сето тоа, да издржиме, да бидеме трпеливи и се надевам дека резултатите ќе дојдат после тоа. Терзиевска, како успехот и дали успехот на машката репрезентација може да биде од полза и за жените? Ве прашувам дали со промоцијата на овој спорт би се промовирала и женската репрезентација? Секако, да, мислам, големо значење има и сето тоа, мислам, успехот на машките и нас не бутна малку во на повисок план и со повисоки цели, и кога имаме добра машка сениорска репрезентација, зошто не би имали и женска за некое време, нели? Меѓутоа пак кажувам, ова е почетокот и се надевам на вистина на добри резултати. Денеска сите сме, тренингот требаше да ни биде вториот од 18 часот, меѓутоа ќе го направиме од 16, за да можеме после сите заедно да ги следиме надпреварите на машката репрезентација. Одлични вести и уште за крај мора да ве прашам кои се амбициите? Знаеме дека сега течат подготовките за првенството следната година, но имаме ли амбиции, разговарате ли меѓу себе за континентални надпреварувања? Па да, се зборува за се, буквално мислам, за повеќе надпревари, за договарање на пријателски надпревари, добро представување на ова европско првенство. Се уште нели не знаеме кои репрезентации, како репрезентации ќе бидат пријавени, но самото тоа што играме во нашата земја, значи играме дома, носи многу голема одговорност и самите на себе си поставуваме високи амбиции. Колку ќе успееме во тоа, не знам, но секако ќе успееме нешто да направиме, значи да се дигнеме неколку нивоа погоре од ова што се случуваше, например, до сега. Сите се надеваме на таков исход. Секако мотивацијата, предпоставувам, за спортистите е поголема кога играат на домашен терен и пред домашна публика. Емилија Терзиевска, благодарам што одвоивте време ова утро да се јавите во утрински брифинг. Извинете што ве разбудивме покрај толку напорни тренинзи. Поздрав од утрински брифинг и до девојките и се надеваме дека следниот разговор ќе биде да го коментираме токму успехот постигнат од страна на новата репрезентација. Ви благодарам и на вас.